Вирусот Западен Нил ја зема третата жртва. Жител на Драчево на 61 годишна возраст ја загуби битката за живот по диагностицирана тешка невроинвазивна форма на болеста, односно воспаление на мозокот и мозочните обвивки. Имал голем ризик од компликации од западно-нилска треска поради повеќе тешки хронични заболувања, помеѓу кои и изразена дебелина, потврдува директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана. До сега во Македонија има регистрирано 35 заразени, сите со тешка форма. 6 мина се во критична состојба и се приклучени на апарати за дишење, но 15 веќе се излекувани и пуштени дома. Она што ги загрижува лекарите е што се намалува старосната граница. Возрастната граница се померува, сепак уште овие што се во тешка клиничка слика, пациенти кои се 6 на број се лекуваат во одделот за интензивна нега, се на возрастна група над 60, но кај инфицирани пациенти со невроинвазивна форма, најмладиот пациент е 25 годишен. Висока температура, силна главоболка, закочен врат, дезориентираност, конфузност, тие први симптоми. Надлежните го вклучија алармот за усогласеност при справувањето со западно-нилската треска, па формираа координативно тело од институции од здравство, град Скопје и представници на локалната власт во општините кои се сметаат за жаришта, а вклучена е и Агенцијата за храна и ветеринарство. Додека здравствените власти велат дека и сега по копно се мапира и се прска и се таргетираат местата за кои се смета дека комарците ја шират заразата, апелираат и граѓаните да ги почитуваат мерките, освен самите да се заштитуваат. Клучно е да нема застуени води во дворовите, бидејќи токму тие се местата каде што комарците најмногу се размножуваат. Тука ќе треба изголемена дисциплина од сите нас, за да се намалат колку е возможно водените површини. Ја знам дека е тешко во услови на високи температури да очекуваме луѓето да ги празнат базените. Меѓутоа морам да кажам дека мора да апелираме максимална предпазливост. Апелот за максимална предпазливост е дека спрема епидемиолошките очекувања август и септември се месеци на врв на вакви епидемии. Министерот апелираше и доколку на улица граѓаните видат угината дива птица, како на пример гавран, да пријавуваат до Агенцијата за храна и ветеринарство за надлежните да можат да потврдат дали кај нив била присутна западно-нилска треска. Дивите птици се сметаат за своевиден резервоар на вирусот, бидејќи комарците се инфицираат од нив, а потоа со убод го пренесуваат на човекот.